Додека државата мака мачи да го намали степенот на корупција, граѓанскиот сектор веќе прави анализи за можни сценарија во оваа сфера до 2030-та. Документот што денеска го презентираше Институтот за демократија, а изработен со некои од клучните антикорупцијски институции, треба да помогне во делот на стратешкото планирање за справување со ефектите и предизвиците во борбата против корупцијата. Не е идејата да ја предвидиме иднината. Иднината е тешко да се предвиди. Меѓутоа, да започнеме еден процес во кој што ќе ја факторираме, ќе ја обмислуваме, ќе се подготвуваме долгорочно за тоа што предстои, земајќи ги во предвид сите отежнителни фактори и олеснителни фактори во тоа да се бориме против корупцијата, како економски развој, конфликти, како што е, например, војната во Украина, таа има влијание, возрасположливоста за финансирање на борбата против корупција. Од ДКСК, најзначајната институција во борбата против корупција, имаат неколку пораки до надлежните, од кои, како што велат, ќе зависат на тамошните постигнувања во оваа сфера. Политиката да си ги трга рацете од професионалност. И тоа е единствениот излез кој што може да ја спаси оваа држава. Клучната борба против корупција е донесување на законот за потекло на имот, со кој што ќе бидат опфатени сите граѓани, бидејќи носителите на јавни функции не го прават тоа сами, туку нели во спрега со некои други своји блиски лица кои што не мора да се на јавна функција. Додека се дебатира за намалување на корупцијата, 58 кандидати го положија завршниот испит на Академијата за суди и јавни обвинители. Меѓу нив се и имиња на блиски родини на функционери, актуелни и поранешни обвинители и судии, чекор на кој јавноста гледа како на потенцијална опасност за појава на корупција. Толку тоа. Останува сега она што е од наш аспект како Државна комисија за спречување корупција, како превентивно да се внимава на распределбата на овие обвинители и суди, по кои судови и обвинителства ќе се распределат, да не бидат во близина на своји блиски лица, колку толку да се намали влијанието, иако тоа е многу тешко. Меѓу нив е и Барлет Џафери, син на претседателот на собранието Талат Џафери, кој ќе биде иден јавен обвинител. Неговото влегување во правосудниот систем предизвика инцидент во собранието. На синот на Талат Џафери не можеш да му дојдеш до мали прст. Прво до мали прст не можеш да му дојдеш. Слушај сега, слушај, на синот на Талат Џафери ни ти, ни многу од вас тука не може да му дојде до мали прст. Прво. Второ, синот на Талат Џафери не се шета по судници. Оди си од тука. Не си дома. Оди си од тука. Не си дома. Јави ми се на реплика, кажи ми. Ти, ако имаш проблем со судница, со мојот син немаш. И Соединетите Американски држави и Европската Унија проблемот со корупцијата го ставаат меѓу клучните прашања во земјава. Американската амбасадорка Агелер во неколку наврати потенцираше дека корупцијата продолжува да го кочи напредокот на државата со тоа што влијае врз забавувањето на економскиот раст и дека ова прашање останува приоритет за Вашингтон. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.